за све што е нејасно да ви помогнем. Така. Уште едно, значи заедно со мене се Адриана од Центарот за интеркултурен диалог заедно со Дарко. Исто со мене се Никол од Центар за анализи и истражување Новус и Јован од Центар за интеркултурен диалог. Заедно сме дел од тимот кој што ќе ги работи грантовите шеми во рамките на проектот Млади агенти на промената, поддржани од Европската комисија. Ќе започнам моментално со презентацијата и ето. Борец. Значи главно повикот целосното име поддршка за младински иницијативи за акнување на волонтерството и активизмот во рамките на проектот Млади агенти на промената и во текот на денешната информативна сесија ќе разгледаме повеќе работи, односно општо за проектот, текот на проектот, за повикот и се што опфаќа грантовата шема, приоритети, цели и области на истата, распределба на финансиски средства, висина на истите, критериумите за подобност, односно кој све може да аплицира, роковите поврзани со повикот за грантови, одвивање на процесот на имплементирање, односно поддршката која што добивате од тимот за имплементација, видливоста која што ќе треба да се запази, како и дополнителни барања при имплементација на проектите, односно известување за истот. На крај ќе завршиме со сесија за прашања кои што ги добивме во текот на изминатите денови, дополнително прашања кои што би можеле да ги имаме и кои што ги имаме знаењата да ви одговориме на самиот почеток. Значи за проектот, односно како е позадината, проектот е 2,5 годишен проект кој што е во имплементација на Центар за интеркултурен диалог Сојузна единица на Македонија, Центар за истражување и анализи Новус, кој што истиот представува акција која што е дизајнирана за да ги подржи младински иницијативи преку активизам и волонтерство за подобрување и за акнување на сеопфатно и директно вклучување на младите на локално ниво. Значи истиот главно е идејата, крајната идеја е да поддржување на локални грасрут организации, младински организации за млади, дополнително млади и организации кои што немаат големи буџети и млади и младински организации кои што им е потребно градење на капацитетите преку имплементирање на мали проекти и микропроекти со цел дефинирање и имплементација на своите активности. Значи маца претходување што се претходеше на грантовата шема, се работеше во 10 општини каде што се правеа неформални групи на млади луѓе се со цел да се заакне активизмот и волонтерството. Главно се работи во 3 примарни општини, 7 пилот општини. Примарните општини во кои што ги работиме се општина Центар, Куманово и Струмица, додека дополнителните општини се отворени за ги имаме во 7 дополнителни општини и општини кои што се вклучуваат во имплементација на истот. Преку тоа се вклучуваат учесниците во учество во волонтерски програми за активизам на локално ниво и така натака. На истото следуваше и градење на капацитетите, односно преку 2 настани академија за средношколци и млади, која што беше се со цел на градење на нивните капацитети за имплементирање и креирање на локални иницијативи, како и за истите како може да бидат одржливи, како може да се имплементираат на локално ниво, дали преку мрежување или здружување во локални младински организации или преку работа во неформални групи и работа со професори во средни училишта каде што преку пилот програми ќе имаат можност да се вклучуваат и да ги вклучуваат младите во програми кои што се интерес за училиштето и за локалната заедница. На тоа, значи, паралелно тимот работеше на креирање насоки за волонтирање и препознавање на волонтерскиот ангажман на 2 начини, каде што едниот е преку локални младински патеки за волонтирање во општинските сервиси, кои што представуваат целосна насока за како можат младите покрај волонтирање во општините да се вклучат и во волонтирање покрај волонтирање во младинските организации кои што имаат програми и механизми за вклучување на младите во своите програми, дополнително да може да волонтираат и во општините и во општинските служби и јавните претпријатија кои што се под нивна надлежност. Напоредно на тоа се развива механизам за препознавање на истите тие општини кои што ќе имаат механизми и кои што ќе ги прифатат овие предлози за вклучување на младите во своите сервиси, односно истите ќе бидат сертифицирани во како пријатели на волонтерите на национално ниво.
Во однос на грантовата шема како е замислена е дека дел, односно дел од грантовите ќе бидат ќе бидат направени во микрогрантови, односно грантови за мали локални организации кои што имаат помали буџети или неформални групи кои што ќе им помогнат да ги направат активностите кои што се интересни, кои што се потребни за младите, кои што се самоодржливи, кои што се креативни на локално ниво, и дополнителни мали грантови за младински организации за млади кои што се за организации со поголеми буџети и кои што ќе можат да имплементираат од 6 до 12 месечни активности. Во однос на целите, значи целата е чисто збогатување на волонтерските програми, чисто збогатување на програмите за активизам и за вклучување што е можно повеќе млади преку механизмот за волонтирање на локално ниво. Што се однесува за повикот, повеќе ќе ви каже колегата Дарко, каде што подоцна нели ќе збориме за начинот за имплементација, каде што повторно ќе се вклучам јас. И благодарам. Дарко. Фала ти, Владко, фала за најавата и за поведните зборови. Така, значи јас ќе почнам општо за повикот, потоа ќе се, како што спомна Владко, ќе се префрлиме на останатиот дел со прашања и одговори, најчесто поставени прашања и слично. Во однос на повикот или за повикот, многу е важно да знаеме која е целта на повикот, односно дека целта на овој повик е преку финансиската поддршка е да ги поддржи младите да придонесат кон подобрување на општествениот статут, да успеат да придонесат на подобрување на општеството во кое живеат преку нивно вклучување, односно преку активизам и преку волонтерство. Очекуваме од акциите кои ќе произлезат како резултат на овој повик, очекуваме да имаме зголемена соработка на локално ниво помеѓу локалните организации, преку младински активисти, помеѓу волонтерите, заедно со општините и институциите. Очекуваме да имаме апликанти, да имаме акции во сите 8 региони во државата, во повеќе од 10 различни општини, така да очекуваме да се вклучат и локални младински активисти и организации, формални и неформални групи во работата на самите општини или институциите, како и да овозможиме да представува овој повик и акциите кои ќе се реализираат, да представуваат една подготовка, односно да ги опремиме младите да бидат спремни и да можат да се вклучат и да влијаат врз работата на локалната власт, врз работата на општините и институциите и директно преку локалните младински совети или на друг начин на действување, како и подигната свест за вклучување и за активизам на младите во општествените промени. Во рамки на повикот имаме неколку приоритетни цели и области за кои очекуваме да пристигаат апликации. Една од нив е животни вештини и вештини на 21. век, заштита на животната средина, самовработување и социјални предпријатија, меѓукултурен диалог, младинско учество и локални младински патики, односно во рамки на овој проект е изработен и еден водич, односно прирачник за наречено локални младински патики кои сите апликанти ќе биде потребно да го следат, односно ќе можат да се инспирираат и да соработуваат, да ја прошируваат нивната соработка за помеѓу општините и слично. Во однос на финансиите и на буџетот имаме вкупно се достапни 64.000 евра, меѓутоа иако моментално ги спомнуваме во евра, апликациите кои ќе бидат доставени треба да бидат доставени во македонски денари и начинот на кој ќе бидат распределени средствата ќе има минимален износ за кој може да аплицираат заинтересираните и максимален износ, каде што минималниот износ изнесува 18.450 денари, додека максималниот износ е 120.000 денари. Тоа значи дека сите заинтересирани можат да се движат во рамки во оваа граница, со тоа што ќе бидат прифатени и апликациите кои го бараат максималниот износ од 120.000 денари. Меѓутоа, можат иницијативите да имаат повисок буџет, доколку е овозможено
кофинансирање, односно доколку е пронајден извор на средства од дали од друг проект, дали од општина во соработка со општина институција и слично. Кога ќе бидат распределени овие финансиски средства, малку повеќе во наредниот слайд, вкупно, односно крајниот рок за распределба на овие средства е јануари 2024 година, односно повикот за грантови ќе биде отворен до крајот на декември 2023 година или до исцрпување на фондот. За апликациите, пристигнатите апликации ќе бидат разгледувани од независна комисија која ќе прави 4 пресеци за евалуација и доделување на грантови, односно на првиот ден од месецот или мај, август, ноември и јануари 2024 година. Аналогно на пресеците, тоа значи дека рокот за поднесување на апликација е еден ден пред истекот на рокот, односно бидејќи ќе бидат сите пресеци ќе бидат правени на првиот ден, значи рокот ќе биде еден ден пред завршување на рокот до 16 часот по локално време. Секоја пријава која ќе биде поднесена по истекот на последниот рок, автоматски ќе биде пренесена за наредниот пресек за еволуирање. Така да сите заинтересирани, сите кои ќе аплицираат, меѓутоа, пример, го испуштиле рокот од првиот рок, не морат повторно истата апликација да ја поднесуваат за вториот рок, бидејќи ние автоматски ќе ја пренесеме и ќе ја сметаме дека е во втор рок аплицирана. Така да ќе влезе во наредниот пресек. Во однос на критериумите за подобност и кој се може да аплицира, имаме две врсти тоест два вида на типови на луѓе кои можат да аплицираат. Тоа е неформална група на млади и издруженија на граѓани и фондации. Што е потребно за апликација? Кога се неформална група, треба да има најмалку 3 члена, а најмногу 5 члена, од кои да бидат членовите на неформалната група треба да бидат на возраст од категорија млади според законот за младинско учество и креирање младински политики, со тоа што еден од групата мора да биде ментор и тој мора да биде полнолетен член. Односно, овде немаме ограничување за годините на менторот, меѓутоа мора да биде полнолетен. Додека останатите членови можат да бидат малолетни, од 15 до 29 треба да бидат, меѓутоа менторот може да биде и постар од 29 години, со цел да групата да биде подобна да аплицира. Понатаму, нешто многу важно за здруженијата на граѓани и фондации, при доставување на документите треба да испратат и тековна состојба од централен регистар. Како се одвива процесот на имплементирање на проектите, ќе го препуштам овој дел на Владко. Владко, повели. Значи, вака да се надоврзам и на претходните слайдови, во процесот на аплицирање, значи нашиот интерес, нели, вие во процесот на аплицирање да ве поддржиме, што значи дека доколку во процесот на аплицирање ви фали некој документ, ќе добиете порака од проектниот тим кој што ќе ви укаже на истото, ќе имате дополнителен рок истото да го доставите. Не ни е во интерес да одбиваме апликации, интерес ни е да добиваме апликации, интерес ни е да ги слушнеме вашите идеи, да ги поддржиме имплементирањето на истите, што значи дека заедно сме да ве поддржиме сите во процесот. Како што кажа Дарко, заедно со роковите, ќе има после тоа ќе следуваат неколку чекори, односно првиот чекор од ревидирање и подпишување договор за in-kind поддршка. Значи да се напомене дека истата поддршка е in-kind, што значи дека средствата кои што ќе ви бидат доделени нема да легнуваат на сметките на организациите или на неформалните групи, туку тоа значи дека истите ќе бидат плаќани директно од проектниот тим врз база на реални трошоци и доставени фактури и сметки од страна на тимот што го имплементира и што му се доделен. По добивање на грантовите се подпишува договор во кој што се наведени буџетските ставки кои што сте ги аплицирале и врз база на истите после се прави целосната имплементација. Вториот чекор е учество во задолжителен воведен тренинг за имплементирање на проектите, во кој ќе се презентираат чекорите поврзани за имплементација, односно неколку часовен тренинг каде што ние ќе ви ги укажеме сите чекори за
имплементирање, за финансиско работење, за наративно известување, за пријавување на настани, односно ќе биде изработена целосна чеклиста како истите може, која што ќе може да следите и која што ќе ве води во процесот на имплементирање. Значи главно е се со цел нели поддршка на локални грасрути иницијативи, неформални групи кои што ваквиот проект ќе стекнат со основни вештини за проектно менаџирање и имплементирање на проекти. Третиот чекор ќе биде изработка за план за набавка и услуги врз база на предложениот буџет согласно насоките за имплементирање, односно собирање на понуди, изработка на даночно ослободени фактури, план за плаќање и така натаму, кои што ќе бидат детално образложени на воведниот тренинг. Не е ништо комплицирано, меѓутоа ќе има процедури во однос како треба да изгледа фактурата, што треба да има на како на фактурите, кои трошоци ќе бидат признаени, кои нема да бидат, насоки на рефундирање на патни трошоци, насоки за рефундирање на трошоци за дизел и за бензин, така да целосно ќе бидете нели водени во истиот. И четвртиот чекор, последниот, е почетокот на имплементација на активностите согласно планот за работа и активностите кои што ги имате во проектната апликација, се со цел нели да можеме да следиме и да бидеме дел од супер активностите кои што ќе ги имплементирате во текот на проектите. Во однос на видливост, истото ќе треба да се запазат некои основни правила за видливост, односно дека истите се финансирани од Европската комисија, Европската унија и тимот конзорциум кој што го имплементира проектот, кој што вие на ваше располагање поддршка во процесот на имплементација, односно Центар за интеркултурен диалог, Сојуз на единици на Македонија и Центар за истражување и анализи Новост. Значи, доколку е потребно, предлог е дека може да ги буџетирате средства за запазување на правилата за видливост, но не повеќе од 10% од скупните барања за финансирање. Значи, тука може да вклучувате дизајнерски услуги, може да вклучувате некои работи кои што ви се потребни за видливост, дали било тоа банери, дали било некој креативен начин за видливост, дали било тоа спонзорирани објави, така на така, кои што ќе ви се дел од вашите активности. Дополнителни барања, односно што ќе служи како барање, ќе биде проектите ќе траат определени месеци, меѓутоа доколку имате набавка на материјали или набавка на опрема, значи доаѓа до пренос на собственост на добра кои се набавени во рамките на проектот да служат за негова одржливост, така доколку вашиот проект предвидува набавка на какви да било материјали, тие се до крајот на проектот нели се во собственост на проектот, меѓутоа до позавршување на истите се со цел да се обезбеди одржливост на истиот ќе бидат пренесени на неформалната група или на локалната граѓанска организација. Ќе имате барање за архивирање на слики, извештаи, документи и нивна достава за целите на проектот, односно копија од истите, изработка на финален наративен извештај до степен усогласеност на барање на координаторот на проектот или град менаџерите и нивно финално одобрување по завршување на проектите, односно период кој што ќе ви биде даден согласно време траењето на вашите проекти и изработка на финален финансиски извештај како кооперативен документ, нема да биде класичен финансиски извештај, бидејќи плаќањата ќе бидат од наша страна, туку ќе биде во формат на компаративен документ на планирани трошоци кои што сте ги имале на почеток на проектот и реални трошоци кои што сте ги направиле при завршување на проектот. Сега, имавме неколку добиени прашања кои што беа во писмен формат на мејл, кои што ќе ги одговориме едно по едно и врз база на истите ќе може да додадеме дополнително. Значи ве молиме да го примате прашања истите после состанокот да ги доставувате во пишан формат на мејл, се со цел истите да можеме да ги дискутираме во рамките на тимот и да ги објавиме дополнително, се со цел да биде транспарентно и да сите да ги добијат одговорите, а не биде тоа преку телефон, туку истото да го направите преку мејл порака. Значи првото прашање што го добивме беше како го докажуваме искуството на неформалната група, односно истото согласно evaluation grid, односно согласно правилникот за евалуација се оценува со определен број на поени.
значи во однос во однос на неформална група мора да доставите CV на лице ментор или портфолио позадина на неформална група. Значи тоа ќе биде некој слободен формат на кој сите на што сте соработувале, на какви проекти во минатото сте соработувале или доколку ви е некој нов проект или група која сте направиле за потребите на проектот, кои се ваши заеднички цели, како ја гледате заедничката соработка, може да биде тоа во рамките на училишен клуб, може да биде во рамките на локална заедница, може да биде во рамките на соработка помеѓу една, две, три повеќе локални младински организации и така натака и така натака. Доколку станува збор за формална група, односно организација за млади младинска организација, може исто да докажете преку наративните извештаи, односно преку годишните извештаи на групата. Следно прашање беше доколку сме организација, треба да испратиме доказ, дали треба да испратиме доказ дека имаат буџет по 10.000 евра, бидејќи организации тоа е еден од критериумите. Да, значи тоа ќе биде дополнителна документација која ќе биде побарана, може да испратите во рамките на при аплицирање, може проектниот тим да ви ја побара дополнително. Значи може да докажете истото на два начина. Првиот начин ви е докажувате преку билансна состојба, односно крајна сметка за организација, доколку имате буџет помеѓу 2.500 и 10.000 евра, или доколку немате надминато 2.500 евра во текот на тековната година, немате потреба од доставување на биланс на состојба, тоа значи дека истото можете да го направите со изјава која што треба или сте требале да доставите до централниот регистар за претходната година. Значи ова се однесува за буџетите за 2022 година, не од претходно. Следно е дали ќе имаме поддршка при имплементирање на проектите и иницијативите со оглед на малите капацитети на дел од неформалните групи поготово. Значи да, кратко одговор е да, проектниот тим на сите групи ќе биде вклучен и ќе ги поддржи да го добијат вистинското менторство и насоки за имплементирање на проектите. Првично ќе биде преку пишан документ, односно правилник за имплементација на проектите, кој ќе вклучува насоки за финансиско работење, чек листа за водилка при организација на настани, обуки, кампани, во кои се наведени сите административни правила, подготовки, следење на правила за видливост и така натаму, и дополнителна менторска поддршка, односно поддршка од тимот во процесите на дали нешто треба да се подобри, како нешто да се направи подобро, како да се испочитуваат правилата за видливост, како да се следи финансиското работење и така натака и така натака. Следното прашање е дали може едно лице доколку е вклучено во една иницијатива може да биде вклучено и во друга иницијатива, каде што одговорот е доколку едно лице е дел од неформалната група во еден проект, односно таа група од 3 до 5 луѓе, не може директно да се појави како дел од неформалната група во друг проект, но од друга страна може да учествува на проектот како крајен корисник доколку има по 29 години. Значи, еден човек сака да имплементира нешто, заедно со групата го развива тој проект, нема да може да аплицира директно и на другиот повик. Исто и за организации, не може една организација да аплицира на два повици или не може една организација на повикот да аплицира како организација, а во другата се појави како неформална група. Значи треба да се одлучи како ќе се пријави и во кој момент. Доколку една организација добие поддршка во првата фаза за имплементирање, да речеме у мај, нема да има можност да добие поддршка во рокот од декември. Следно е дали може да се рефундираат трошоци направени со кеш доколку за истото се приложени соодветни фискални сметки. Значи не, што значи дека сите плаќања ќе бидат направени преку фактурна исплата врз база на претходно подготвена данечно ослободена фактура. Тука спаѓаат услуги, опрема, материјали и така натаму и така натаму. Значи дека патни трошоци доколку се исплаќаат ќе бидат исклучиво исплатени на сметката на учесникот кој има приложено билет, има пополнето патен налог или исплата на услуги кои ќе се исплаќаат исклучиво на сметка на користникот, односно човекот кој што испорачал услугата врз база на претходно подпишан договор заедно со имплементаторот на проектот. Односно во оваа фаза ние се јавуваме како имплементатори на проектот, меѓутоа вие сте таа локалната организација која што го имплементира целост. И дали може на обуки да присуствуваат лица повозрасни од 29 години, односно не се во категоријата млади.
со оглед на директната целна група, почетните резултати на кои што треба да се навратувате целосно и дека не може да учествува и не може да биде крајен корисник лице над 29 години, меѓутоа истото може да се јави и да биде во улога на ментор, тренер, експерт во дадена област, надворешен соработник за имплементација на проектот и слично. Значи како учесници, како бенефикатори на проектот не може да се јават. Имаше и уште едно дополнително прашање кое што го добивме после рокот, беше во насока на дали може доколку проектот е поддржан од еден донатор, дали може да биде поддржан истиот проект во рамките од оваа грантовата шема. Да, меѓутоа истото треба да се следат неколку правила, што значи дека доколку даден проект е поддржан од некоја фондација, организација, развојна агенција и има определен број на учесници, да речеме 20 учесници кои што се учесници од Источна Македонија, мора да се направи да се направи разлика кој дел од проектот го поддржува оваа грантова шема, кој дел од проект го поддржува другата грантова шема. Што значи дека може проектот да поддржува 20 учесници од Источна Македонија, а нашиот проект, односно истиот, да го збогати више постоечкиот проект, кај што дополнително ќе донесе дополнителни 20 учесници, да речеме од Југозападна Македонија или Западна Македонија и слично. Што значи дека можно е, доколку можете да докажете разлика во однос на трошоците и во однос на импактот и дека да го докажете делот со одржливост, делот со додадена вредност за имплементирање на проектот и така натака и така натака. Значи, накратко, тоа е тоа, значи се задржавме во рокот половина час да испрезентираме тоа што сакавме да ви го испрезентираме, односно ви го испрезентиравме правилникот за грантова шема и се што опфаќа и што од кога ќе аплицирате, така да моментално сме отворени за какви да имате прашања, се со цел да ги одговориме дали на лице место или дали дополнително преку каналите на проектот. Повелете. Здраво. Бобан, да, здраво. Само ако може, да, Бобан ќе те слушнеме, само јавувајте се за збор за да можеме да еден по еден да ги тераме. Можеш, Бобан, ти да почнеш, па после продолжуваме понатака. Ајде вака, јас имам едно техничко прашање. Да. Во апликацијата во делот за буџет, првиот дел е на англиски јазик, вториот дел е на македонски јазик напишан. И сега во апликацијата стои дека треба на јазикот на кој што се испраќа апликацијата. Дали да биде така како што е или да го преведеме се на македонски или како да направиме. Значи првиот дел во буџетот е на македонски, вториот дел е на англиски. Тоа ми е едното прашање. А другото прашање ми е на две места во делот на човечки ресурси. На едно место пишува дека дозволено е 20%, а на друг дел пишува дека е дозволено 30%. Да се допрецизира и тоа. Ме слушате? Бобан, те слушаме, мислам дека Владко и Даре имаат некој проблем со нивниот интернет, меѓутоа прашањата ти ги слушнавме и ти ги запишавме. Би требало да се вклучат во секој момент. Добро, јас мислев кај мене се... Не, се направи проблем кај нивниот интернет, меѓутоа... едно прашање само. Да, повели, да. А во делот на патните трошоци, дали се рачуна во делот на по километар со амортизација, затоа што ќе се користат собствени возила? Како е тоа регулирано? Се извинувам. Адријана? Дали го слушна последното прашање? Го слушна во однос на буџетот беше дел на англиски, дел на македонски, за тоа, така? До таму стигна. Да. Добро. Првото беше за јазикот. Второто прашање беше во врска со човечки ресурси, дека на едно место пишува 20%, а на друго место пишува 30%. И третото прашање во врска со патните трошоци. Бобан, ако сакаш повтори го. Пошто ќе се користат собствени возила во делот на амортизација, дали
патните трошоци ќе се рачунаат по километар или како ќе биде регулирано? Зборам по километар со амортизација. Да, окей. Едно по едно да ги адресирам. Значи првото прашање беше во однос на делот со англиски и македонски, значи на кој сакате работен јазик може да ги пополнувате, англиски, македонски, албански. Не е тоа критериуми за евалуација, можете слободно да го следите тој дел. Во однос на човечките ресурси е 20%, Адријана, ако не се лажам, така? Да, значи 20%. Да, 20. Ако можеш само посочи каде е погрешно напишано, се за цел да го апдейтираме делот. Мислам дека во водичот, ако не се лажам, пишуваше 1%, а во буџетот пишуваше во објаснувањето друг процент. Значи или во апликацијата пишуваше едно, во буџетот друго. Во документите некаде, во два различни документи различно пишуваше. Да. Мислам неколку пати го проверив, така да апдейтирајте го тоа. Мислам дека во буџетот пишуваше 30%, ако не се лажам. Ќе ги апдейтираме тие. 20%. Да, јасно, ќе биде апдейтиран тој дел. Како ги кажав, некој случајно ако сгреши и стави 25-30, ќе му биде укажан тој дел се со цел да се апдейтира буџетот и нема истиот да натрпи големи проблеми. Во однос на патните трошоци истото ќе биде многу јасно искажано во водечот за имплементација, значи дека да го користите свое возило ќе може да искалкулирате по извозен километар врз база на патен налог, што значи дека за секој километар согласно прак е 0,22 евра по километар, така да можете врз база на тоа да го искалкулирате транспортот за сосопствено возило. Доколку станува збор за превоз со учесници, охрабруваме користење на јавен транспорт, бидејќи исто нели проектот работи согласно насоките за чиста животна, заштита на животна енергија и така натака и така натака. Тоа е, Бобан, мислам дека доколку имаш уште нешто слободно дополнително. Ана. Тоа е сега за сега, фала. Здраво и од мене. Јас сакав да прашам, не сретнав нигде каде до кога последно треба да трае имплементацијата на проектите, бидејќи пишуваше од 1 до 6 месеци дека треба да биде имплементацијата. Ако нели еве добиеме финансиски средства во јануари, дали тоа значи дека и сите проекти кои биле поднесени во претходните месеци треба да се завршат до јуни наредната година, ако добро сметам, или како е регулирано во тој дел? Да. Адријана за ова подетално ќе ти каже, можеме да ти кажеме дека за првите 3 рокови нема никаков проблем, се додека траат до 6 месеци. Адријана, само потврдиме дали за четвртиот рок е 6 месеци максимумот за имплементација на проектите. Да, може да биде 6 месеци максимум, со тоа што би се завршиле нели до крај на јуни, потоа имаме 1 месец за извештај. Значи 6 месеци, од 1 до 6 месеци во зависност од тоа колку сакате и колку ви е потребно време траење за проектите. Добро, благодарам. Не, Данче беше. Данче Кирова. Здраво и од мене. Здраво. Имам прашање во врска затоа што нашата идеја како неформална група е подржливо на подолг временски период. Па дали откако ќе завршат тие 6 месеци, имаме ние, затоа што идејата ни е подоцна да земаме чланарини на годишно ниво, за да може да ја одржуваме таа идеја. Дали имаме одговорност да ви испраќаме некакви информации на вас или било што после тие 6 месеци? Краткото одговор е не. Не треба да ни испраќате по заедноста тие 6 месеци, туку во извештајот да си го наведете делот со одржливост, како ја гледате одржливоста на долг рок на организацијата, дали тоа било преку организирање настани, собирање чланарини, имплементирање на иницијативи. Значи, како ја гледате одржливоста и како проектот ви помогнал вие да бидете само одржливи на самиот крај. Дополнително ние нели доколку имаме интерес за дополнителна соработка и поддршка, можеме нели да ве контактираме се со цел дали да соработуваме заедно, дали да ја зголемиме импактот на локално ниво и тоа е тоа. Само сакам да надополнам исто така, доколку
продолжи проектот и доколку вашиот проект или одржливоста, доколку продолжи, доколку вие имате потреба од нас, можете исто така да ме контактирате. Значи ние сме или доста поголеми и видливи организации, доколку ви треба помош во врска со видливост, со нешто друго, можете вие да ме контактирате нас. Меѓутоа, не сте должни да ни испраќате ништо по завршување на вашиот проект. Дополнување само на ова да прашам, дали, например, би можеле да ги користиме платформите на сите организации што се како платформи за промоција? Да, доколку е во Може. рамките на проектот и проектните цели, односно активизам и волонтерство, се разбира дека ќе може и ќе ни биде задоволство да ве споделуваме. Ви благодарам. Катерина Илјовска. Браво. Имам две прашања јас. Првото прашање е дали проектот со кој ќе аплицираме може да биде во форма на еднодневен настан или мора да биде нешто што ќе трае подолг период, некакви активности. И второто прашање е дали ако не сме примени, да речеме сега на првиот рок, би можеле истата неформална група да аплицираме со друга идеја на вториот или третиот рок. Прво за еднодневен настан, да, може да аплицирате за еднодневен настан, меѓутоа еднодневниот настан си има нели претходно планирање, целосна логистичка програмска операција, така да не е еднодневен настан, тука Да, се веќе- секако. Да, нели? Така да можете слободно од 1 месец до 6 месеци и главната активност да ви биде еднодневна настан, нели, фоллоуап на тоа да си има состаноци, да си има све што следува на истото, така да немате никакви пречки за истото. И доколку бидете одбиени на едниот, можете да аплицирате на вториот. Ние ќе ви помогнеме, нели ќе ви кажеме зашто не сте биле, кој дел не ни бил доволно јасен во првата, значи вие можете и со истата идеја да аплицирате, се со цел да подобрите за наредниот рок. Не мора сосема со нова идеја да одите. Сваќам. Дали тоа Да. значи дека на сите што ќе аплицираат и ќе бидат одбиени, ќе им дадете некаков краток фидбек? Да. На Тоа е сите што ќе ги одбиеме, ќе им дадеме сигурно краток фидбек за истото како може да се подобрат за следниот рок. Супер, фала ви. Благица Ефтимова. Да, здраво и од мене, мислам, фала ви на презентацијата. Ги видов овие работи предходно и бев низ вашите документи. Прашање сега што го немаше наведено, дали доколку организацијата е, например, основана во Скопје, односно со седиште во Скопје, може да прави проект во Свети Николе? Може да прави проектот со Свети Николе, нели, дополнително ние охрабруваме соработка со општини, така да доколку си најдете соработка со која било друга општина, значи нас не е целната група, односно проектот ќе ви биде бодуван како дека го правите во Свети Николе, не дека го правите во Добро, значи нема врска од каде е организацијата и дали седиштето во истата општина каде што се прави проектот. Другата работа ми беше, спомнавте соработка со општини, меѓутоа дали во општините, пошто средните училишта се исто тука вклучени, дали е тоа би значило исто ако имаме соработка со средни училишта, некако да се како се води како со општини или треба директно со општините, па тие да имаат соработка со средните училишта? Општините се училиштата се во надлежност на општините, што значи дека можете да го правите тоа, меѓутоа како општина се гледа како локална самоуправа, значи како тела на општината, што значи дека во делот во Evaluation Grid ќе видите дека треба да се попълни изјава која што истата е согласно програмите на општината, дека е согласно дали тоа било програми за економски развој, програми за образование, програми за младинска работа, за локални младински совети и така натака. Значи чисто ќе треба во делот со општини, како го оценуваме ние, е стриктно со општински служби доколку би имале. Училиштата се супер што соработувате со нив и исто супер поента, меѓутоа пак се гледа на поинституционално ниво. Добро, супер. И уште, валјда,
две кратки прашања. Едното е, пошто не се толку многу мислам, еве сега како организација ние имавме 2022 добиено буџет за Erasmus Plus проекти. Тоа знаеме дека сите над 10.000 евра. Како тие проекти што тие не се наш буџет на организација, меѓутоа ние сме ги исполниле како проект, се гледаат во билансна состојба, односно пошто вие сигурно ќе имате увид во сите тие работи, дали таква организација може да аплицира? И второто, може да прво ова прашање да го одговорите по подоцна. Ќе треба да провериме за овој дел за да не ве исклучуваме уште во старт за истото, значи ќе ви го одговориме на веб-страна, ќе биде одговорено сигурно. Мислам дека они чим ви влагаат вас како пари, како средства, како влез и после ви влагаат како излез тие средства, ви се расходни средства, со значи дека вие имате буџет поголемо толку и толку од поголемо 10.000 евра. И тоа ќе ве направи non-eligible за аплицирање за истото и ќе треба како неформална група да аплицирате во тој случај. Мислам дека ќе го провериме овој дел уште еднаш. Да, може пошто имавме исто некои проекти исто со тоа со расходите, така да не влагаше, пошто на крај по сите извори испадна дека тие уствари пари не се за организацијата, туку тие се трошици кои што се за исполнување на еден проект, што истото и би било со овој проект. Овие пари не се за организацијата, туку автоматски се за исполнување на еден проект. И уште едно прашање кратко ми беше, пошто вие наведовте кои се вашите цели на целиот проект. Меѓутоа, валјда кога ќе пишуваме во апликација, ќе треба ние да имаме некои цели мерливи, outcomes, кои што би го мериле колку нашиот проект би бил на еден начин, не знам, исполнет во тоа што ние сме го напишале. Така, вие имате како општи цели, генерално, ние треба да си ги дефинираме конкретните цели како ќе мериме успешноста на нашите проекти. Да, значи лична препорака ви е вашите цели пробајте да ги врзите со нашите цели на проектот и нашите резултати. Доколку ние имаме у проектот резултат дека соработуваме со, не знам, 1000 млади, вашиот проект таргетира 50 од тие 1000 млади кои што ние ги таргетираме. Значи пробајте некако се врзете со тие индикатори ние што ги имаме поставено, а дополнителните индикатори кои што ги имате ние ќе си ги распределиме дополнително согласно целите на проектот. Супер, фала ви многу. Што фала ти. Катерина, имаш ново прашање или од преска истото? Од преска заборавив. Да, нема проблем. Бобан, уште едно прашање? Да. Техничко прашање во апликацијата пишува има горе во почетокот ставка агент 1 и иницијатор 2. На што се мисли тоа? Може ли уште еднаш извини да Во апликацијата Добро. горе има ставка агент 1 и иницијатор 2. Што значи тоа? Што треба тука да пишем име на носителот на проектот или? Дарко? Вака сега, значи таму има тоа е пример за апликација, односно за пополнување на водечот. Тоа агент или иницијатор и се истите луѓе. Доколку имаме пример неформална група од 5 луѓе, значи или ги нарекуваме агенти или бидејќи името е млади агенти на промената, може да стои како агенти, може да стои како иницијатор. Сеедно. Не е. Ако е само организација? Ако е организација, си стои организацијата. Пример, не знам, организација Сојузни единици на Македонија, организација Центар за интеркултурен диалог. Си стои организацијата или луѓето, тоест кои ќе го работат иницијативата која ќе работи, акцијата. Јасно. Уште едно техничко прашање. Што доколку надминуваме 10.000 евра, не знам за ситно 100, 200, 300 евра. Дали тоа ќе биде елиминирачки услов? Да, ќе биде тоа и елиминирачки услов. Во денари колку би било тоа максимум? Среден курс ти е тоа на датумот кога ќе аплицира, значи ако е 67,5, значи 1 евро 67,5. 615.000 денари. Добро. Да. Али на добрата страна, секој кој што има над 10.000 буџет ќе може да аплицира во другата грантова шема која што се однесува само на организации со буџет над 10.000 евра.
Тој ќе биде посебен повик, така? Да, тоа ќе се биде посебен повик во рамките на истиот проект. Океј, фала. Да. Јас сакам за тоа да се надоврзам, бидејќи веќе го спомнавме и претходно. Ќе имаме посебен повик кој ќе биде објавен за во скоро време. Посебен повик за помали невладини организации кои што имаат буџет над 10.000 евра, нели, кои што се регистрирани организации кои што ќе можат да аплицираат за тој повик. Меѓутоа тој ќе биде објавен во скоро време, значи во наредните неколку недели, така да доколку не ги исполнувате условите за подобно за аплицирање во овој рок, во овој повик ќе можете да аплицирате на другиот повик. Да, или на пример доколку имате волонтери во рамките на организацијата да ги охрабрите волонтерите во рамките на организацијата да аплицираат за локална иницијатива и така натака и така натака. Следно прашање некој да не има? Добро. Океј, претпоставам дека нема. Значи ние остануваме отворени за какви да било имате прашања, слободно попадете го на мејлот кој што е ставен како контакт во повикот, UTN of Change, Адријана го пиша во Messages, така да остануваме отворени, истите ќе бидат објавени на ЦИД страната, ќе бидат апдейтувани регуларно како стигаат и како се одговараат. Ви благодарам на сите за издвоеното време, се радувам на можност за соработка и се гледаме при имплементација на вашите супер активности. Фала ви на сите. Ви благодарам и јас, ви благодарам на вниманието и на самата дружба. Се надевам дека ќе имаме успешен еден период кој ни предстои со многу иницијативи и ви охрабрувам сите да имате некои иновативни иницијативи кои ќе поттикнат младински активизам, волонтерство и вклучување на младите во сите општествени промени без разлика на доменот по кој делувате. Благодарам и од мене и јас се радувам што има доста толку заинтересирани. Остануваме тука секогаш, значи доколку имате дополнителни прашања, доколку било што ви е потребно од наша страна, тука сме, ве очекуваме, ги очекуваме вашите апликации и ви благодарам за присуството. Чао. Пријатно. Чао. Чао.